За 2 недели се очекува нова верзија на спорниот закон за легализација на дивоградби, кој парламентот го изгласа, но председателот Стево Пендаровски не го потпиша. Измените според министерот за транспорт и врски Бочварски ќе бидат во следниве сегменти. Кое што ќе ги содржи сите оние компоненти што ќе значат поддршка на целни групи на наши граѓани. Секако работиме на спречување на можни злоупотреби од кои што би настанале со овој закон. Овде секако зборувам за градбите кои што се во заштитените зони и подрачје, кои што секако, иако и претходно беа ограничени, сепак се согласуваме дека треба целосно да бидат изземени од законското решение. Текстот на новиот закон треба да ги смири поделените страсти во јавноста и во ново предложената форма тој да ја помине институционалната процедура. Така што работиме на целосно комплетно ново законско решение, после што ќе го издебатираме заедно со сите политички партии во собранието. Со внимателен пристап очекувам дека ќе дојдеме до најдоброто решение за граѓаните. Во насока на подобрување на неговата содржина, Министерството врши нови анализи и консултации со експерти, здруженија, асоциации пред се професионални институции. Важноста на овој закон и на моменти драматичните дебати за и против доаѓа од фактот што тој треба да ја реши судбината на околу 50.000 дивоградби во државата. Од нив околу 10.000 се во источниот регион.